Како што обично бива, секоја нова генерација станува поголема од претходната. Класично формираната лимузинска каросерија е поставена на зголемено меѓуоскено растојание која сега достигна 2995 мм. Тоа овозможи проширување на сите смерови, па така каросеријата за 6 см ја надмина должината од 5 метри, овозможувајќи подобрениот комфор, особено во задниот дел. Изгледот го карактеризира широката двојна бубрежна решетка која е малку спуштена во средината, издолжен страничен дел и изразени светлосни групи. Тоа формира особено елегантен впечаток, додека популарниот спортски пакет се одликува со црни акценти и остро исфрлени дизајнерски елементи. На самиот почеток ќе бидат достапни верзиите со мотори на внатрешно согорување и електричната верзија i5. Разликите меѓу варијантите се јасни и во пространата внатрешност. Ова е најочигледно кај воланот. Футуристичкиот управувач со два крака од iX е стандарден кај i5, додека за останатите изведби е присутен конвенционален со 3 краци. Во кабината доминира заоблениот екран сочинет со два дисплеи, првиот од 12,3 и вториот од 14,9 инчи, заедно со најновиот оперативен систем на BMW iDrive 8.5. Комплексните системи за помош на возачот се веќе опфатени, иако се нуди само нивото 2 за автономно возење. Архитектурата на електрониката е најсовремена што ја располагаат баварците, па дури е и малку понапредна од онаа кај серијата 7. Серијата 5 важи за најспортски дотерана во својата класа. Покрај мултилинк подпирањето додаден и опционален систем за управување со задните тркала, што го прави возилото поагилно при мали и постабилно при поголеми брзини. Еден од императивите на BMW е возните својства на своите електрични возила да ги изедначи со угледот што го негува кај класичните погони. Изведбите i5 поради тежината имаат дополнителни засилувања, задни торзиони шипки и активен систем за стабилизација на тркалата. Згоре на тоа, пневматската амортизација е стандардна. Во зависност од верзијата, ултрабрзиот систем за управување со динамиката на возилото ги контролира амортизерите и стабилизацијата. Во зависност од моделската варијанта, новата серија 5 има погон на задните или на сите тркала, а силата се пренесува, освен кај i5, преку 8-степен менувач. На почетокот на продажбата ќе се појават покрај i5 и верзиите со класични мотори. Нив ќе ги застапуваат 4-цилиндерските дволитерски изведби со ознака 520. Бензинецот испорачува 190 конски сили, додека дизелот има 7 коњи повеќе. Неколку месеци подоцна во понудата ќе влезе 540D со 3-литерски 6-цилиндричен агрегат. За жал, посилните 6-цилиндерски бензинци од 3 литри со 258 и 381 конска сила не се наменети за Европа. Нивното отсуство ќе го надополнат два приклучни хибриди. 530E е 4-цилиндерски со системска моќност од 299 конски сили и 550E со 6 цилиндри и 489 коњи. Понудени се две електрични верзии, i5 и Drive 40 со моќност од 250 kW и M60 со два мотори и 442 kW, при што максималните перформанси се постигнуваат во режимот спорт. Првиот, според WLTP, има обсег од 582 km, додека i5 M60 би требало да достигне 516. Двете изведби се напојуваат од ист пакет батерии од 84,3 kWh и можат на брз полнач за 30 минути да се наполнат до 80%. Новиот режим Max Range е наменет да го прошири обсегот во итен случај со цел да стигнете до станицата за полнење. Тогаш потрошувачите на струја од кои не зависат функциите за возењето се исклучуваат и максималната брзина е ограничена на 90 км на час. Осмата генерација на серијата 5 паралелно ќе настапи на сите европски пазари, вклучително и во Македонија. Тоа ќе се случи во октомври, додека цените за нашиот пазар ќе бидат познати во текот на летните месеци.